Добро вечер, одовде од пред владата на Република Македонија, каде што ќе разговараме на најактуелната тема овие денови, месецов, но и годинава. Ситуацијата во СЈО и днината на ова за многумина вон уставна институција во Македонија. Разговараме со Димитар Апасиев, професор, член на колективното раководство на партијата Левица, човек кој што уставот го има во малиот прст, иако релативно млад. На почетокот, професоре, подолго време ве немаше во јавноста, сега неколку луѓе кои што минува овде пред владата, ве запраша каде сте, зошто ве нема. Па добро, јас имам навика да кога пишувам книга се повлекувам од Facebook, бидејќи ми е многу дразби има на Facebook и летово се посветив на пишување скрипти и практикуми, поради тоа ме немаше. Сега се вратив така што тука сум. Нема да правиме реклама за книгата, затоа што можете да не обвинат од маркетинг. За римско право. За римско право, добро. Значи се вратиме на централното прашање. Во моментов се разбира сите сме преокупирани со состојбата во СЈО, кој што не е само правосудно прашање, исклучително важно политичко прашање. Сакам да почнам со едно прашање кој што е невообичаено. Во моментов специјалната обвинителка Катица Јанева, кој што се наоѓа во притвор во истражниот затвор во Шутка, де факто формално е шеф на СЈО. Формално да, тоест де јуре. Де јуре е се уште шеф на СЈО, се до моментот додека не биде разрешена. И сега тука има две сценарија, според мене, или кои што се во игра. Првото е самиот чин на разрешување, и тука морам да го побијам сегашниот актуелен републички јавен обвинител Јовески, кој што вчера на пресконференција изнесе невистинита, правно неподкована теза, неумесна изјава, дека може тоа да се пополни тој вакуум со избор на ВД специјален јавен обвинител. Во правото кај нас тоа не постои, бидејќи уште од римското право до денес важи начелото лекс специјалис дерогат леги генерали. Кога имате специјален закон, вие го применувате специјалниот, а не генералниот закон. Тоа значи дека специјалниот закон за јавно обвинителство, за специјално јавно обвинителство, има детални одредби кои регулираат и оставаат неможност да се воведе вршителна должност на специјално јавно обвинителска функција. Во овој случај имате субсидија, тој алудираше на субсидијарна примена на општиот закон за јавно обвинителство. Тоа може да се случи, но само после чинот на разрешување на Катица Јанева од вршител на должност, од специјална јавна обвинителка. Тоа до денес се нема случено, а за да се случи има низа процедури кои треба да се исполнат и за кои според мое апроксимативно гледање би траело околу 2 до 3 месеци. Кој би требало да ја спроведе процедура? Кој учествува во процедурата? Па многу органи учествуваат, бидејќи затоа е специјално ова обвинителство, бидејќи има специјален статус. Дури во правната фела се дискутира и дали е тој уставен статус, бидејќи Уставниот суд не се произнесе сте уште по таа претставка. Значи прво самиот јавен обвинител и Русковска во случајов, која што ја приведе, мора да го извести Советот на јавни обвинители. По известувањето, Советот на јавни обвинители има интерни процедури за да подготви извештај за нестручно и несовесно работење. Бидејќи во случајот не станува збор за дисциплинска одговорност, туку за друг вид на одговорност, тоа е нестручно и несовесно работење. Во таква процедура, која што има рокови, па жалби и слично, тие мора да подготват детален извештај кој го доставуваат до парламентарната комисија за избори и именување. Таа комисија, кога ќе го добие извештајот од Советот на јавни обвинители, мора да обезбеди дозвола или во законот стои претходна согласност од 4 најголеми политички партии кои што се парламентарни. Во случајот тоа се ДПМН, СДСМ, ДУИ и БЕСА, веројатно е четвртата. Тие партии мора да дадат согласност и потоа комисијата изготвува предлог, кој што предлог оди на пленарна седница на Собранието. Собранието таквиот предлог мора да го расправа и да го стави на гласање. Кога ќе го стави на гласање, мора да се обезбеди двојно мнозинство, тоа значи квалифицирано двотретинско мнозинство, 80 пратеници,
плюс бадентерово мнозинство од малцинствата кои се застапени во собранието. Таквиот предлог повторно му се враќа како пинг-понг на Советот на јавни обвинители и дури тогаш Советот на јавни обвинители може да донесе одлука за разрешување на Катица Јанева, која што потоа, како засегната страна, има право на тужба, која законот не прецизира дали е со суспензивно или не суспензивно дејство. Таа нема суспензивно дејство, но може да бара, например, времена мерка и слично. Значи, се влегува во судска граѓанска постапка во случајот, бидејќи не важи правилото дека е тоа управен спор, туку е класичен еден вид како работен спор за враќање на работа. Значи, има многу фази додека да се разреши Катица Јанева. Професоре, ја верувам вашата стручност и познавање на законите, меѓутоа едноставно не можам да поверувам дека јавниот обвинител Јовевски, кој што пред да биде назначен од премиерот Заев практично таа позиција, претходно беше долги години заменик главен обвинител на претходниот обвинител Зврлевски, не може да поверувам дека тој човек не ги познава законите, правото, дури лекс специјалист од ЗСЈ. Какво е можно да даде таква изјава, би рекол според вашиот став, и паушална за едно толку многу важно прашање? Тоа му беше една погрешна изјава, а втората, ако го приметивте на крајот од пресод, ничем изазван тој даде изјава дека политичари не биле замешани, а истрагата се уште трае и не знаеме дали се замешани политичари, особено од актуелната владејачка партија. И сакав да го дообјаснам сега и второто сценарио, кој никој не го става во игра, а тоа е оставката на Катица Јанева. Имено Катица Јанева во два преса, експресис вербис, значи изречно изјави дека таа депонирала оставка. Сега каде ја депонирала, не знаеме. Законот за јавно обвинителство вели дека престанува мандатот на јавен обвинител кога тоа самиот ќе го побара. Во тој случај, Советот на јавни обвинители не носи одлука, туку носи решение, без да се впушта во материјална расправа и да навлегува во причините зошто тоа го побарал јавниот обвинител. Значи, тој само декларативно дејство има решението, констатира дека тој јавен обвинител побарал или поднел оставка, односно побарал да му престане функцијата. Председателот на Советот вели дека до нив нема пристигнато писмено барање. Сега, прашањето е, дали законот бара писмено барање? Според мене, законот никаде не бара барањето да биде писмено. Тоа значи дека сосема легитимно е тоа што Катица Јанева на два преса изречно изјавила дека дава изјава и дека дава оставка и таа изјава стои писмено на сајтот, на официјалниот веб сајт на специјалното јавно обвинителство како државен орган. Сега, друго прашање е што се воведува нов изум сега во правото, што не постои и не мора и не смее да постои, а тоа е условена оставка. Такво нешто нема во правото. Оставката е чин на морален чин кој што таа рече дека ќе стапи во сила оставката кога ќе биде избран нов. Да, тоа е како кога ви текнува кога се распушташе собранието, па се распушти во време на Груевски, се распушти со одложено дејство. По Уставниот суд го укина тоа и рече не може. Или се распуштате вечерта кога се распуштате, односно во моментот кога ја давате оставката, не можете да условувате оставка. Значи сега спорното правно прашање е дали Советот на јавни обвинители депонираната оставка, која не знаеме каде е депонирана, може би е во архивата на СЈ, треба да ја побара и врз основа на тоа да донесе решение, тоа е многу поефикасна и побрза. Без овие сите процедури, таа ќе биде многу побрза постапка, но гледаме дека нема храброст кај председателот на Советот таков чекор да преземе и веројатно ќе се оди на фаза по фаза разрешување на Катица Јанева. Интересно во случајов е тоа што ќе стане со предметите на СЈ. Тоа е посебно прашање и што е предмет на разговор помеѓу двете најголеми политички партии, нели, ВМРО-ДПМН и СДСМ, и од кој што во крајна линија зависи, да речеме, единината на државата, меѓутоа датумот за преговори со Европската унија дефинитивно. Што може да очекуваме во овој правец? Значи, многу сценарија се во игра, значи самото СЈ во законот има мандат од 5 години. Тоа е основано на 15 септември, символичен датум, 2015 година. Тоа значи дека неговиот мандат престанува да постои по сила на закон на 15 септември 2020 година. Тоа значи уште една година има до тогаш. Дури да се избере нов специјален јавен обвинител после сите овие фази за разрешување, мора да се оди на избор на нов, да видиме кој е тој нов.
дури да се избере, тој ќе има мандат од само една година, ме разбирате, бидејќи по сила на закон завршува во 2020 година. Интересно е тоа што СЈО, бидејќи се е специјално кај него, дури и ова е специјално, таму имате принцип на доминус ак деус, господар и бог, персонал, малте некако инокосен орган. Без специјалниот јавен обвинител, главниот, другите немаат никаква функција. И затоа е точна она на некоја од овие неосомничени, овие обвинителки кои што го воделе предметот империја, не ми ни текнува како се вика, која каже дека јас не потпишував ништо. Точно е тоа, бидејќи нема право да потпишува. Главниот потпишува се и во случајов така е конципиран во СЈО дека во законот вели другите обвинители немаат право да потпишуваат наредби за истраги, само да го застапуваат во суд. И толку. Сега, кога ќе го нема оној кој го застапувате, по случајов ако е разрешен обвинителот, главниот, во тој случај нема кого да застапувате, што станува со предметите кои се веќе во тек. Во тој случај имате одлагање на постапките, со можност некои да застарат во меѓувреме. Значи гледаме дека навлегуваме во една зона на комплетна правна несигурност и не знаеме што ќе се случи со предметите на СЈО. Ако може да се вратиме на обвинителството, во јавноста има многу негодување, критики околу реакциите на обвинителството, затоа што познато е дека и самата Вилма Русковска објави дека материјалите ги добила многу одамна. Катица Јанева во меѓувреме од последната незина пресконференција на 21 јули, ако не се лажам, досега не беше против неа, немаше никакви мерки, освен што и беше заплен телефон, што само по себе е сомнително, а да нема никаква постапка против неа. Како ги толкувате овие однесувања? Повторно ќе речам, Јовески и Русковска се искусни обвинители кои што знаат законот, знаат точно кои индиции предизвикуваат одредени правни дејства, последици. Како е можно да се случи ова, доколку нема политички притисок, ќе се осмелам директно да прашам? Нема друго стручно објаснување освен политички притисок. Тоа го црпам од изјавата на премиерот, кој што самиот кажа дека во неговиот кабинет ги повикал јавниот обвинител републички и обвинителката Русковска и им предочил дека добил сознанија. Сега ние не знаеме по чија пријава тие постапуваат. Дали постапуваат по пријавата на сведокот оштетен, кој што според мене воопшто не е сведок оштетен, затоа што тој дал пари и го добил она за што дал пари. Тоа е класично дело давање мито или давање подкуп. Или пак се постапува по пријавата на премиерот. Сега обвинителката Русковска треба да ни појасни по чија пријава она постапува. Според моје лично мислење, ова афера немаше да дојде до Катица Јанева, бидејќи има јак грб на западни дипломати кои што ја штитат, да не излезеа снимките во италијанскиот весник, кој што и сега симптоматично е, барем според мене како професор по право, е кога еден обвинител кој ги имал снимките 40 дена предходно, зошто оставил 40 дена да се уништуваат докази, да се форматираат компјутери, да се влие врз сведоци, да се преименуваат управители на фирми. Се ова што го спомнавте сега е кривично дело. Какво кривично? Ова што го спомнавте сега е форматирање на компјутери кои што се дел од некоја постапка е кривично дело, претпоставувам. Пречување на правда или кривично дело, меѓутоа симптоматично е зошто е оставен тој простор. Значи, веројатно во почетокот мислеле дека тие ќе завршат само на двајца во овие кои што се во притвор и тука ќе заврши случајот, но после објавувањето на скандалот во италијанскиот весник веќе нема што да се крие. Сега се остава, барем мене не ми е јасно зошто се чекало 40 дена пред ништо не се смени од дента кога ја испитаа до другиот ден кога ја приведоа, ме разбирате. Да. Нема променети околности. Значи, тие снимки обвинителката која го води случајот ги имала 60 дена пред сите нас. Може и повеќе. Зошто чекала, ништо во меѓувреме не се изменило. Посебен проблем е тоа што сите видовме дека една ташна Луи Витон е полна со 1 милион евра, ја зема обвинетиот, прво обвинетиот сега, а Катица Јанева, например, што беше вчера притворена, се товари за 5000 евра вреден мебел,
кој што е одземе од незиниот дом. И се тука сега вие не сте кривичар, подобро ги знаете секако од мене работите, членот 353 од кривичниот закон ми се чини, неколку става има 3. Овие 5000 евра како ќе се класифицираат како значителна награда? Како се движат? Тука има многу спекулации, до 3 години, од 3 години до нема да останат на овие 5000 евра, барем и од изјавата на Русковска вчера. Тие ќе прошират веројатно, но доброто во случајов, ако гледаме веќе добро, бидејќи јас на времето бев советник во тоа СЈО во златниот период, кога беше на пикот на првите 6 месеци, баш за цивилно правни прашања поврзани со конфискација, Република Македонија има едно од подобрите законодавства за конфискација на имот. При тоа мислам на Палермо конвенцијата која е ратификувана и која дозволува проширена конфискација. Значи, во тој случај, дури и по праксата на Европски суд за човекови права, вие како државен орган, обвинителството во случај ќе ги одземе, ќе ги заплени, конфискува овие имоти не само од осомничените. Те имаат право да конфискуваат и од трети лица, значи и од нивни роднини, пријатели кои што воопшто не се засегнати со постапката. Доколку се утврди дека и тие се дел од процесот. И сега тоа утврдување, онус пробанди или теретот на докажување во случајов паѓа на тој на кој му е конфискуван имотот. И тој треба да го докаже своето потекло на имот во рок од 1 или 2 години, зависно во кое својство е, и тоа е доброто. Бидејќи Палермо конвенцијата влегува во така нареченото во правото се вели антимафијашко законодавство. Значи таа е измислена за борба против мафијата и организираниот криминал и затоа важат поинакви правни стандарди за докажување. Страсбур тоа веќе го има и потврдено во неколку наврати, се во име на јавниот интерес, каде што организираниот криминал најчесто делува во корелација со вршители на јавни функции. Во случајов кај нас се сведува како јавен функционер единствено е Катица Јанева, што јас лично не верувам дека е само таа. Да. Не сакам да кажам на почетокот дека вие сте единствениот советник на СЈО кој што сам се откажа од таму, кој што на самиот почеток што рековте заради конфликт на интереси како член како раководство на ради политички причини. Да, меѓутоа сепак добро ги познавате структурите внатре во СЈО, предпоставам дека од ова што јавно се знае, добро ги знаете релациите со политичките фактори, со политичките партии или барем нагаѓате. Можно ли е Катица Јанева, Бојан Тринаеска, уште третиот, второ обвинетиот засега, да сите овие пари, зборуваме за милиони евра, да може да ги изнудуваат, да ги рекетираат, не знам како ќе биде точно кривичното дело, без поддршка од сериозни политички фактори. Колегата Бранко Геровски, со кого што пред недела овде правевме разговор, ја откри таа тема, се зборуваше за повеќе лица, кики, фрики и така натаму. Дали е можно да еден човек, не сакам да го навредувам Боки 13, меѓу човек со сомнителни професионални карактеристики, да речам, да успее да убеди сериозни бизнисмени, рангирани на листата на Forbes како најбогати во Македонија и други сериозни бизнисмени, да дават 720.000 евра, например, како име на хонорар, без политичка поддршка? Кратко и јасно, не е можно. Без политичка поддршка тоа не е можно да го остварите во тие мафијашки кругови. Така што прашање на време е кога ќе се открие кои се политичарите, веќе се шпекулира во чаршишките муавети, особено алудирам на две женски особи кои што се во врвот на владеачката партија и нивните роднини и пријатели, така што мислам дека погребот на СЈО ќе биде и погреб на владеачката партија, бидејќи тоа е негов проект. ТПМН беше од старт против ова и нив им одговара да потоне СЈО. Меѓутоа сега ќе видиме дали Катица Јанева ќе пропее, условно кажано, и дали ќе поведе и други со себе. И ќе видиме со што таа располага, ќе ги видиме низините искази и тек допрва почнува размотувањето на клопчето. Така што мислам дека ова ќе предизвика политичка дестабилизација во смисла на предвремени парламентарни избори. Да. СЈО се разбира една од главните теми на политичката сцена во Македонија меѓу ВМРО и СДСМ, рековме предуслов за датум за преговори во октомври, здравје. Можно ли е да Македонија добие датум за преговори
без СЈО или со СЈО во октомври и што ќе значи тоа за рейтингот, наречеме, на владачката партија, која што во моментот се однесува како ништо да не се случува. Денеска има централен одбор каде што се избрани нови подпредседатели. Некаков хаос се случува во држава, меѓутоа сите некако глумат дека се, особено во власта на владачките партии, дека се е некако нормално. Како ќе се одвива понатаму ситуацијата? Ништо не е нормално, знаат и тие по анкетите. Се случува, тоа е моја теза стара, се случува пасокизација на СДС. Тоа е слободен пат на нивниот рейтинг, на идни избори тие ќе бидат прегазени после вакви скандали. Имено тие, најголемиот греф на СДСМ е тоа што тие ја убија секоја шанса за нормалност во државата, нешто на што луѓето благонадежно им дадоа гласови за да дојдат на власт, да не го ситнат отпорот и така натаму ги текнуват тие пароли. И сега тие дојдоа и видовме колку се тие очајно неспособни да владеат со државата. И дури моја теза е дека и СЈО во тие западни ЕУ фундаменталистички и НАТО фундаменталистички кругови беше употребено еднократно. Не заборавајте дека до промена на името и уставот дојде токму преку СЈО. Значи преку уцените за тие случаи кои што се активни благодарение на Катица Јанева. Значи, и тоа го призна и министерот за надворешни работи Никола Димитров пред неколку дена. И тоа е кривично дело и за тоа некогаш некој ќе го бараме со потерници по светов. Така што мислам дека СЈО си одработи својата кондом улога на еднократна употреба и веќе на никого не му е потребен. Ниту на владеачката партија која што може да потоне поради него, ниту на ВМРО, ДПМН кои што имаат многу случаи поврзани со него, така што тоа е преголемите апетити на еден провинцијален обвинител доведоа до ова до што доведоа, до еден голем театар, од кој што правдата никогаш нема да биде задоволена, се додека се гласа за овие две големи партии од нашиот блок, според мене, така што тоа е тоа. Да. Додека се гласа за двата змија или магаре, ќе имаме вакви театарски представи. Професоре, ви благодарам за ова исцрпно објаснување на голем дел од актуелните теми во врска со СЈО и политичките состојби во Македонија. Ќе гледат че ние го завршуваме разговорот. Тоа беше професор Димитар Апасиев, професор и член на колективното претседателство на партијата Левица. За сега толку од пред владата на Република Македонија.